почитуван амбасадор Егир, почитувани колеги од Евротинг, почитувани колеги од Алда, навистина ми е драго што сум денес тука и ми се вратија и некои сеќавања и некои емоции од она што сме го работеле пред 15 на години заедно. Имам подготвено поентино, пред тоа ќе сакам да кажам и нешто за важно за историјата на овој процес. Ова што денеска се случува после долго време и мислам дека удира точно во сршта, во суштината на она што ни е неопходно како држава и како општество. Во 2008 година, кога работевме, еве сега ме подсети колешката Виолета, Journalist Fellows for Europe, кои што потоа ги следеа и активностите кои што ги имавме со граѓаните, што се викаше Action for Europe или Акција за Европа, беа проекти кои што навистина во тој момент беа уникатни, никој друг не ги правеше и допираа до граѓаните со намера да им го објаснат процесот на европски интеграција. За жал, општеството, институциите, владата во тој момент не беше подготвена за таков вид на дискусија. А целта на тие проекти беше европеизација на општеството, приближување на ЕУ до граѓаните, преведување на комплексниот, комплицираниот, сложениот ЕУ систем со едноставни зборови и придобивките од тој систем за граѓаните. За жал, атмосферата во општеството беше таква да тие активности беа стигматизирани, етикетирани, ставани во контекст дека се случуваат само за да се убедат граѓаните дека треба да се смени името на државата, значи зборуваме за 2008, 9, 10, 11. И за жал имавме и непријатни дискусии низ градовите, но не бегавме од тоа. Целта беше да дискутираме отворено за сите прашања. Денес, за жал, сме после циклус од 15 години повторно во ситуација во која што треба да дискутираме за истите прашања. И јас верувам дека овој проект ќе ја искористи шансата што ние не искористивме и не успеавме пред 15 години. Мислам дека не треба да биде проектот до 2026 година, туку треба да биде до членството во Европската унија. Затоа што никогаш не сме се соочувале како денес со опасности од дезинформации кои што се оркестрирани и организирани и кои што се во директна релација со руската агресија на Украина, кои што се во директна релација со политичката нестабилност во одредени држави во регионот, па и наши соседи, и кои се во директна корелација со се што се случува кај нас околу подкопувањето на проевропското расположение кај граѓаните. Ние во 2008 година и 9, 10, 11 беше лесно да проповедаме за Европската унија, бидејќи многу беше поголем евроентузијазмот меѓу граѓаните. Над 85-90%. Сите многу веруваат. Денес се бориме со перцепцијата дека тоа не е недостижна цел и дека не можеме да го постигнеме. Тоа што и да направиме. Наша задача како влада, но исто така, еве скромно да кажам, мислам дека и мисија на граѓанските организации, на медиумите, особено оние кои што искрено веруваат во членството во Европската унија, е токму сега да направат максимум за да се избориме со дезинформациите, со негативните перцепции и да се врати поддршката на граѓаните за Европската унија, бидејќи не е точно дека македонците и сите останати заедници, народи и заедници кои живеат во Северна Македонија и кои што одговараат на анкетите на јавното мнение, не е точно дека се против ЕУ. Се уште сум сигурен дека членството во Европската унија има популарност и поддршка до 85-90%. Оние кои што одговараат дека веќе не се толкави ентузијасти, се практично разочарани проевропски настроени граѓани. Разочарани од тоа што се случувало во изминативе неколку години, а поврзано со блокадите со кои што се соочивме. Разочарани затоа што се уште немаме точен датум кога ќе станеме членка на Европската унија, разочарани сигурно и поради темпото на реформите. Но мислам дека од
од таа точка можеме да направиме пресврт доколку работиме заеднички, доколку ја сватиме сопствената мисија. Мислам дека во овој случај и за оваа кауза владата, граѓанските организации, медиумите имаат иста цел, имаат заедничка мисија и таа заедничка мисија треба да ја спроведеме заедно. Владата стои целосно на располагање за со сите своји ресурси, капацитети и можности за да го помогне овој проект и овој процес со информации, податоци, присуство, се што мислите дека е потребно. Ние стоиме на располагање затоа што сметаме дека е ова извонредно важен проект и извонредно важен процес. Со новата методологија процесот станува пополитички. Значи има повеќе вклученост на политичките актери, на државите членки, бирократијата функционирано се прилагодува и на политичките прашања. И ние сме должни во рамките на таа нова методологија да им го приближиме на граѓаните процесот на пристапување, што не е лесна задача, бидејќи е многу комплексен, тежок, долготраен, со многу актери, со многу фактори. И што по брзо влеземе во тематска исто така дискусија, по одредени теми, поглавја, кластери, толку подобро ќе биде за да им толку подобро ќе можеме да им објасниме на граѓаните зошто е битно да забрзаме влезот во поглавијата поврзани со кластерот натрешен пазар, што добиваме доколку направиме зелена трансформација побрзо, колку тоа ќе не чини како држава, но и од каде ќе дојдат парите за тоа, како патната инфраструктура да ја доведеме до точка да биде поподготвена за кохезивните и структурните фондови во следната генерација која ќе влеземе во Европската Унија. Значи има многу прашања кои што треба да ги одговориме на граѓаните, за кои што треба да ги информираме, затоа што доколку ние проевропските сили во оваа држава и општество не го правиме тоа, сигурни треба да бидеме дека ќе го прават тие што се искрено против членството на Северна Македонија во Европската Унија. И затоа мислам ние исто така како влада правиме напори на ова поле. Имаме и проекти со други донатори преку програмата УНОПС, преку помошта на Кралството Шведска. Неодамно однесовме една група од 15 новинари во Брисел на скринингот да присуствуваат и имаше еден процес на нивно обучување за следење на овие теми. Ке повторам, стоиме на располагање да помогнеме и да отвориме врати и можности и за тие новинари кои што ќе бидат тука преку овој проект ангажирани и да организираме активности и тука и во Брисел. Инаку, од генерацијата која што ги слушаше обуките пред 15 на години, речи се сите се денес етаблирани и славни новинари на различен идеолошки спектар. Значи, таму беа и Катерина Топалова, ќе спомнам неколку само. Беше и Горан Момировски на повеќе наши обуки. Беше и Семра Мусаи се презиваше тогаш, сега поинаку се презива, и Елида беше Зубари. Исто така сакав да го спомнам Душко Арсовски, доскорешниот портпарол на владата. Така што имаше една квалитетна група на новинари, сигурно заборавам неколку, Светлана Унковска, Слободанка Јовановска и така натаму. Значи имаше квалитетна група на новинари кои што навистина направија влијание, импакт во општеството и во известувањето, и сигурен сум дека така ќе биде и овој пат. Го поздравувам проектот, го поздравувам оваа активност, посакувам среќа во имплементацијата и уште еднаш навистина сум среќен што после долго време повторно се реактивира оваков тип на активност што е клучен за влијание во општеството. Благодарам.